1 мај, познат како меѓународен ден на трудот, се одбележува низ целиот свет како символ на борбата за работничките права. Потеклото на овој ден се врзува со протестите во Чикаго во 1886 година, кога илјадници работници излегоа на улиците барајки 8-часовно работно време. Протестите кулминираа со инцидент во кој загинаа неколку лица, а неколку организатори беа осудени на смрт. Тие станаа символ на работничката борба и жртва. Од тогаш 1 мај се слави како ден на солидарноста меѓу работниците и ден за потсетување дека правата не се добиени, туку изборени. Како и во многу земји и во Македонија, овој ден е државен празник, но со една разлика. Во претходниот систем 1 мај важеше за еден од најголемите празници. Се празнуваше 2 дена. Првиот беше резервиран не за работнички и синдикални протести, но за првомајски паради, на кои со соодветна соцреал иконографија се величеше ликот на работникот. Вториот ден беше наменет за празнување на работниците со излети во природа, неодменливата скара и музика. За разлика од порано, овој простор тука позади вашиот известувач беше своевремено полн со излетници, полн со кампери кои што на свој начин го прославуваа меѓународниот ден на трудот, особено за 2 мај. Чадот од скарата, музиката, доброто расположение ечеше токму на овој простор. Сега, како што можете да видите, е пусто. Нема никој. Можат да се забележат само ту и таму некои одредени граѓани кои што ја продолжуваат традицијата за излетничка прослава на 1 мај. Нови времиња, нови обичаи. Грото од нив се надвор од земјата, а другите по ресторани, додека поголемиот дел граѓани се дома, слушајќи ги приказните за едно за нив убаво време.